Добро утро по втор пат со колегата Јован Лесански и нашата локација следна градскиот трговски центар каде што се наоѓа агенцијата за пошти на тема која што ја најави и самиот ти онлайн купувањето на големо ни го улесни животот бидејќи го скратува времето талкајки по продавници барајки го омилениот производ. Од друга страна ни овозможува благодарение на компаниите кои што вршат брза достава тој брзо да стигне до нашиот дом. Но не е се така идеално велат корисниците, особено изминатиот период бидејќи има дел од компании кои не ја вршат одговорно својата работа за правата и обврските наши како потрошувачи и кој може да ги заштити истите. Зборуваме со Билјана Аврамовска, директорка на Агенцијата за пошти. Добро утро и благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија на утро, госпожа Аврамовска. Добро утро и поздрав до гледачите на утринската програма. Ајде на самиот почеток да ги информираме нашите гледачи колку компании се лицензирани да вршат брза испорака. Така, во моментот на пазарот на поштенски услуги во Република Северна Македонија има вкупно 35 даватели на поштенски услуги, од кои што 34 правни субјекти имаат општо овластување за обезбедување поштенски услуги, кој што е издадено од страна на Агенцијата за пошти, и еден давател на универзалната услуга, кој што поседува универзална индивидуална дозвола, односно тоа е пошта на Северна Македонија. Ова, се извинувам што да прекинувам, ова линковско вклучување одлучивме да го посветиме на најчистите прашања кои што ги имаат граѓаните во однос на работата на компаниите кои што вршат брза испорака и ги имаат неколку. Велат, тие треба да ја вршат брзо и одговорно својата работа, но не сите го прават тоа. Цената и времетраењето на испораката се најчеста дилема кај граѓаните. Така, правните субјекти кои ќе го добијат општото овластување, како што напоменав, издадено од Агенцијата за пошти, веќе имаат јавно достапни цени кои што се достапни за корисниците на поштенските услуги, имаат општи услови за работа каде што се утврдени активностите кои што ги обезбедуваат давателите на поштенски услуги и секако дел од општите услови за работа се и остварувањето на правата на корисниците на поштенски услуги. Доколку корисникот на поштенски услуги не е задоволен од услугата која што ја дава давателот на поштенски услуги, има право да поднесе рекламација и приговор до давателот на поштенски услуги. Најчести основи за рекламација, како што напоменавте, е губење на пратка, оштетување на пратка, прекорачување на рокот на доставата, меѓутоа оно што ние како агенција постојано апелираме и им укажуваме на корисниците на поштенските услуги дека треба да си го користат правото на рекламација. Корисниците имаат право да поднесат рекламација во рок од 30 дена по приемот на пратката, доколку станува збор за пратка во домашниот поштенски сообраќај, и исто така имаат право на рекламација во рок од 2 месеци за пратка која што е обезбедена во рамките на меѓународниот поштенски сообраќај. Доколку не го искористат правото на рекламација, за жал корисниците на поштенски услуги не може да го остварат правото на надомест на штета. Што со оние пратки кои што треба да се подигнат во седништето на компанијата? Граѓаните велат многу често компаниите знаат да ги искористат оваа можност за да си олеснат својата работа. Треба ли во тој случај да се плати услугата? Агенцијата во 2021 година донесе регулаторни мерки каде што ги задолжи давателите на поштенски услуги за задолжително пополнување на адресницата. Тоа е да речем буквално кажано на хартија која што ја добиваат корисниците, каде што корисниците треба да настојуваат секако во соработка со давателите на поштенските услуги да ја пополнуваат адресницата со адресни податоци не само на испраќачот, меѓутоа и на примачот, секако да го остават телефонскиот број и во самата адресница да ја наведат услугата која што ќе ја користат, дали станува збор за писмо, дали станува збор за пакет. Треба да се знае сумата, односно цената на чинење на поштенската услуга и да се наведе дали поштарината ќе ја плаќа испраќачот или ќе ја плаќа примачот. Треба ли да добијат фискална сметка за поштарината?
Во агенцијата ние тоа го третираме како облигационен однос, за кој што давателите на поштенски услуги имаат обврска согласно други законски прописи од страна на надлежни институции. Што е со поплаките кои што и пред малку ги споменавте? Колку, да речеме, од почетокот на 2023 пристигнале во агенцијата? Зашто најмногу се жалат граѓаните? Може да ви дадам информација за представките кои што се поднесени до агенцијата за пошти во првото полугодие од 2023 година. Тоа е мал број на представки, 15. Агенцијата постапуваше по 2 управни приговори, меѓутоа овој факт нас не радува затоа што цениме дека корисниците успеваат да ги решат проблемите кои што ги имаат со давателите меѓусебно. Секако дека доколку корисниците на поштенски услуги не се задоволни од одговорот кој што го добиле по однос на рекламацијата или доколку не добиле одговор по рекламацијата во законски утврден рок, може да поднесат представка, односно управен приговор до агенцијата за пошти. Како вие постапувате? Кои се вашите надлежности во случај на приговор? Значи, во рок од 15 дена по приемот на одговорот по рекламацијата, агенцијата постапува секако во непосредни контакти со корисниците. Навистина можам да се пофалам дека сите представки кои што се доставени до агенцијата успешно, ефикасно и навремено ги решаваме. Секако, при тоа треба да се знае дека агенцијата може да постапува доколку се уште постои основот за кој што била поднесена рекламацијата. И некако за крај на разговорот, за да се заштитат од идни можни злоупотреби, што треба да знаат граѓаните? Граѓаните треба да знаат дека ја има агенцијата за пошти, кое што покрива еден мощен важен сегмент од своето работење. Тоа е заштита на правата на корисниците, значи слободно да се обратат и физички да дојдат во просториите на агенцијата, секако дека може да се користат и социјалните мрежи, да се користи веб страната. При тоа сакам да истакнам дека веб страната на агенцијата за пошти редовно и се ажурира на дневна основа, каде што корисниците може да ги најдат сите оние неопходни податоци кои што им се потребни кога ќе се одлучат да користат одредена поштенска услуга од одреден давател на поштенски услуги. 15 години за ред, полни раца работа, убав јубилеј прославувате годинава. За тоа ќе зборуваме и во студиото 3 на МТВ за известно време, но рете да споменеме дека со низа активности ќе се одбележи јубилејот, меѓу другото имаме и поштенска марка. Така, на 10 ноември планирано е да го одбележиме јубилејот, 15 години од основањето на агенцијата, го поврзавме символично, тоа е датумот кога првите вработени го заснуваат работниот однос во агенцијата за пошти и секако да, ви благодарам на интересот и со задоволство ќе ни биде драго да присуствувате на настанот. Господја Аврамовска, благодарам за отвореноста за соработка во. Само на крај ќе дозволите со оглед на тоа да денес е меѓународниот светскиот ден на поштата. Ќе дозволите на сите поштенски работници да им го честитам денот на поштата и денешниот ден се одбележува под мотото заедно за доверба, соработка за безбедна и поврзана иднина. Благодарам за разговорот во Македонија. Ви благодарам. За поврзана и безбедна иднина, двустрана е улицата Бранко и ние имаме право и одговорности како купувачи, но на големо го имаат и компаниите кои што работат со поштенски услуги. Се надевам дека ќе се унапредуваме во сите сегменти од работењето за да не биде полесно и на двете страни. Имаме ли прашања?